Како градоначалник, сите овие 16-17 луѓе кои се во трката, да ги повикате и да поразговарате со нив за некои од нивните идеи. Зашто да не? Јас тоа и го споменав. Секоја идеја што ќе значи додадена вредност на подобрување на условите за живење на нашите сограѓани овде во Скопје, ќе биде превземена и применета. И секако дека мене нема да ми представува проблем да сите седнеме на маса заеднички да разговараме за тоа, заеднички го реализираме. Немам јас апсолутно проблем со тоа. Јас не патам од такви комплекси, Љубиша, да се плашам некој опонент свој го седнам до мене и да разговараме кога станува збор за подобро утре за нашите сограѓани, за сите нас. И тоа ќе го направам. Ако јас сега во моментов сум презафатен со теренски активности, со средби со граѓаните, со нудење на мојата платформа, но еве ако има и макар и еден проект кој што е добар, кој што ќе донесе поквалитетен живот во градот, секако дека ќе биде земен во предвид. Дополнително, еве има дел од лицата од против кандидатите мои кои што имаат искуство. Горан Марковски. Горан Марковски ќе биде уклучен после изборите како дел од моите советници, доколку би прифатил таква работа да помогне во однос на сите овие проекти кои што треба да ги реализираме. Нас ке ни требаат луѓе кои што се стручни во одредена област за да ни помогнат. Каја Шукова самата мислам дека се понуди за директор на комунална хигиена. Може ќе спроведеме постапка интервју, ако се покаже дека е најдобар кандидат, можеби ќе биде и поставена за директор на комунална хигиена. Така да апсолутно јас сум растеретен од тоа кој од каде доаѓа, зошто доаѓа. Нас не требаат резултати. Не треба ние да губиме време во политички односи и се останало. Изминатиот